Носени од нашиот ентузијастички дух, пристигнавме во селото Богомила, кое денес со новата административна поделба повторно се здоби со статусот на општина. Овој крај, меѓу неговите жители попознат како Азот, го зазема централниот дел од Република Македонија и се наоѓа на средината на железничкиот пат меѓу Велес и Прилеп. Сместено е под падините на Јакупица и Даутица, низ него тече реката Бабуна која извира од врвот Солунска глава, кој е речиси преку целата година прекриен со снег. Името на селото Богомила за прв пат се спомнува во турските дефтери, поточно во периодот од пред 1445 година. За Богомила се пишува како за големо село кое броело 46 семејства, 7 неженети луѓе и 5 вдовици. Населението на селото плаќало данок на турската власт и вкупно бил остваруван приход од 3786 акчиња. Од Втората светска војна па наваму, населението во Богомила е во постојано опаѓање, пред се како резултат од иселувањето во поголемите населби како што се Скопје, Велес, Прилеп. Така, иако денес селото има околу 450 куќи, во него живеат одвај 500 жители. Благодарение на непристапниот терен во минатото, во целата област се зачувани многу архаични обичаи, кои до денешен ден ја задржале својата оригинална форма и функција. Еден од нив е обредот кој се изведува на првиот ден по Великден, односно на вториот ден од Христовото воскресение, наречен Покрсти. Обредот започнува во утринските часови во црквата Свети Атанасије, каде што клисарот со удирање по клепалото ги повикува верниците да дојдат во црковниот двор, каде се наоѓаат селските гробишта од долните маала. Иако македонските православни храмови одамна имаат камбанарии, сепак дрвеното клепало обстојува како спомен од турскиот период, кога било забрането градењето и користењето на камбани. Семејствата ги посетуваат гробиштата на своите починати роднини, палат свеќи и поставуваат трпези по гробовите, а потоа раздаваат храна за душа на умрените. Според сеќавањата на постарите жители од селото, овој обред го практикувале нивните дедовци и прадедовци се до воспоставувањето на социјалистичката власт во тогашна Југославија. Од осамостојувањето на Република Македонија, овој обред повторно оживува. Свештеникот го започнува обредот пејки ја црковната песна Воскресение Христово, додека целата поворка го следи во обиколка околу црквата, при што се вртат 3 круга околу неа. Зад него се движат децата, носејки ги враца црковните икони од сите Божји храмови од селото. Обиколката продолжува околу гробовите на починатите во текот на минатата година, исполнувајќи ги песните посветени на Воскресението. Внатрешноста на црквата изобилува со богатство од фрески, икони и резба, што покажува колку богомилчани ја љубат и почитуваат својата вера. Впрочем, видете сами и уверете се, бидејќи во овој случај зборови не се потребни.
На десниот зид од црквата вниманието го привлекуваат фреските на кои се представени светци насликани во македонска народна носија. Ова е крстилницата која се наоѓа веднаш до црквениот објект. Дали тука се огледа желбата на постарите луѓе, селото повторно да оживее и како некогаш секоја недела да се крштева по едно новороденче. Сега поворката се упатува кон местото наречено Крст, кое што се наоѓа во непосредна близина на селото, поточно на неговата северна страна. Во текот на денот, поворката ќе ги посети сите свети места околу селото, според строго утврдениот редослед, каде што ќе се извршат обредните дејствија. На сите свети места во минатото постоеле цркви или манастири кои биле срушени од страна на турските власти. Некои од нив подоцна биле повторно изградени, додека на местото на другите селаните ги поставиле плочите од старите урнатини. На вакавското земјиште речиси секогаш раста стари дабови дрва кои се сметаат за свети. Еден од селаните со сврдел го дупчи дрвото на кое се забележуваат траги од дупчење, што покажува на континуирано одржување на обичајот. Дрвото се полни со пеана нафора и темјан, за потоа дупката да се затвори со дрвен чеп. Во науката ова е познато како причестување на дабот, односно принесување на бескрвна жртва.
I da odiš, ne možeš da snimaš. Така те личи, бе, брат, така. Браво, Тоше, браво. Браво. Само Тоше заедно цели, брат. Пекарска лопата, то ме не иде вика, јас сум за Бранко, за... Кај ќедиш? Кај ќедиш? Bergale! Gace! Gace! Čujte, počujte! Vršime licitacija. Deneska je velik den. Hristos Voskrese! Istina Voskrese! Za mnogo godina neka nije praznikot. I do godina poviše da se slušamo i da se gledamo i poviše ovdje da imamo narod. Ovija darovi se od crkvata Sveta Atanasija, denari, ubav peškir, vidite štubave. Koliko? 30! 100 denari! Bravo, bravo, bravo! 120! 200! Teslim! 200 denari! Prvi drugi nema! Teslim! A Irlija neka mu je, bravo, zdravje da se služi, so nevesta da se piše. A Irlija da mu je. Prvi drugi! 400 daje. 400 denari! Njegova sreća bila, ajde! Deteto donese dane 400 denari! Njegova sreća bila, ajde! Prvi drugi! Teslim! Ajde, koliko? 420 denari! 420 drugari, 420! E pa ne zina, znaš što? Ne zina! Prvi drugi nema, Teslim! Teslim, 420, Irlija neka je, bravo! Zemi, 5.
gledano od aspekt na etnološkata nauka. Najprvo ќе ви ја представиме баба Љуба Танасовска, која со помош на народната медицина, а посебно со употреба на басни, ги лекува своите соселани, а понекогаш и луѓето кои што доаѓаат од другите краишта на нашата земја. Според неа, сите болести може да се излечат освен ракот, за кој верува дека се фаќа од многу секираци. Како особено опасни предизвикувачи на болести ги смета самовилите. Ке ви ги цитираме незините зборови. Ако згазнеш на самовилите или ако, да ми простиш, поидиш и ги нагадиш, или да се измочаш под дрво или под стреа, не чини. Тука ние си имаме и вакавска вода. Да се измиеш овде, која ке се стемни, не чини. Тука самовилите ручаат, вечераат и се мијат. За басните вели дека ги научила насон и дека мора да бае, бидејќи доколку не им помага на луѓето, самата ке се разболи. Во содржината на басните се среќаваат многу архаични зборови и несомнено е дека текстот се пренесувал од колено на колено. За време на нашата посета имавме среќа да забележиме еден пример на лекување, познат во науката како процес на пренос на аналогија. Една од соселанките на баба Љуба, не можејќи да дојде со внучето, донесе дел од неговата облека, која што во случајов ќе биде замена за пациентот. Обратете внимание на зборовите од текстот. Бе за уроци на дета шум ба, мистер кој шум ба ти. Да, како се ќе го заборе. А ја А не дојде ти тука. Јас ми дека може да јаш не помеш што тргнала ја на пати се те бобки боборица се да тој се ќе иша на ќампе лици има благодуши лици има лесна рака да од главата од мозокот од челото од вегите од клепките од очите од носот од ранките од гравата од гршмана од гработ од пегите од кичката од ребето од глобоите од ребрата од рамбиците од лактите од прстите. Ех, дето ви ова ручено вас. Наравно и она убила. Лактите од срцето, джигара, жочката, сплината. Кад ураците го ставира, каша петли лепат, каша народ нева да Елена да ми здрава и жива, весела, по јасно сонце, по чисто здрво, чисто злато. Тргнала Елена по пат на пат, ја среде пуги по горојца, света тројца, петја одиша Елена ќомпе, любица, любици, облагавиша, любици, лесна ракме, чена од главата, од мозокот, од челото, од вегите, од клепките, од очите. Ох, денеска ви урачено дете вас. Мозокот, од челото, од вегите, од очите, од носот, од вегите, од вишма, од гировото, од челото, од вегите, од главата, од рамениците, од бактите, од пастите, од жестите, од срцето, чигера, жочката, на бреговото месо, бреговото месо на народ, цитат пастинјата, да протворите да поставора. Петли лепа. Каша народ на Елена, Елена ми е здрава и жива, весела, по јасно сонце, по чисто треба, чисто злато. Господи, златен Господи, Боже помоши. Тргнала Елена по пат на пат, истека Бог и Богородица, света тројца, ќе одиша Елена ќомпе, любица, любици, има благодуши, любици, има лесна рака, да ми здраве е сурачена.
Od glavata, od mozgoka, od čelata, od vegite, od krepite, od očite, od nosa, od drnite, od grbota, od grčmana, od grbota, od plekite, od kičmana. Od grbota, od plekite, od kičmana, od vratite, od licika, od bakpita, od prstite, od džibide, od srcete, od džibira, od šočka, od spina, od spina, od tome se odpolenicite, prstite, od džibide, licika, poturate, da postavlja rokeša kućli, ne parteša, narod, ne odat, a Elena da bude zdravo i živo, veselo, pa jasno sunce, kočicu, beli kočicu, do zdravlje neki. Čekao da go zavitkam se ga nišće solca, da neke knjižiće nišće. Tamo ima neko novina zgora, tuka negdje. O, može li? Može, ona može tvo knjižiće da bude. Malko knjižiće, malce suri, to ne se ga nešto malko. Da zdravlje neka mora da bude. Uzmi go te solca, da već to. Da, neka go miješ, na zdravlje neka miješ. Ajde ti isprati. Učite ne tede ne brigali. Aj sa zdravlje. Се упатуваме кон куќата на баба Мара Грујоска, која се наоѓа на крајот од селото. Таа како да знаеше дека ќе дојдеме кај неа и не пречека од чардакот со зборовите «Христос воскресе». Баба Мара е еден од постарите жители во селото, родена 1908 година, а на луѓето им помага уште од 7-годишна возраст, лечејќи ги на многу необичен начин. Имено таа со помош на воловски рог Роже ја излекува лошата, односно згручената крв од телото на своите пациенти. Техниката ја научила од некој си Кузман, исто така жител на Богомила, а вели дека помогнала на многу луѓе, така што веќе ни бројот не им го памети. Кај неа доаѓале и луѓе од соседните држави, а за ефикасноста на нејзиниот метод ни потврдија и неколкуте богомилчани на кои таа им помогнала. Најпрво рогчето се става во млака вода за да му омекне кожичето, наречено липаец, за да може да се залепи на помалиот отвор на рогот. Со вшмукувањето на воздухот од рогот се создава вакуум и на тој начин рожето се прилепува за кожата на телото, а крвта почнува да се движи низ крвните садови во правец на третираното место.
sili i najverovatno ima nekakva vrska so nekogašното božestvo Perun. Inaku kamčeto se koristi za lekuvanje od bolki, za očni bolesti, od uroci, no najčesto za lekuvanje na stokata, taka što so nože se grebat parčinje od nego, a potom se stava vo hranata ili vo vodata. Isto taka poznato je deka kamčinjata se čuvaat vo ambarite, potočno vo žitoto, za da ne gojadat gluvcite. Inaku i samo to mesto kade što ke udri strelata na gromovnik od Sveti Ilija se smeta za sveto i tuka se izveduvaat razni obredi. So posjetata na baba Olga, ja završuvame našата reportaža za seloto Bogomila.